Што значат инвестициите за оваа крава? Зголемена продуктивност, поквалитетно млеко и подобар живот. Истото важи и за млекарството во Македонија. Нашата млечна индустрија има огромен потенцијал за раст, но само доколку компаниите од секторот инвестираат во развојот на нивните вредности синџири. Неколку водечки компании веќе го увидоа тоа и заеднички инвестираа во продуктивноста на млекопроизводителите со кои соработуваат. САНО сака да биде партнер со фармерите, не само да продаде роба, него да се работи заедно на подобрување на успехот на самата фарма. САНО, значи оваа година, реши да инвестира во миксер, народски кажано, или ТМР, се со цел да нашите фармери ги видат придобивките од самата таа технологија. Од истиот оброк што го имаме на класична фарма, каде што ди конвенционално ранење, ако го измешаме тој оброк во ТМР машина, ние добиваме 2 литри плюс. Се карикирам, на оваа фарма имаме 40 крави, по 2 литри дневно, тоа се 80 литри. За да придонесат кон зголемувањето на количините и квалитетот на млекото кој го произведуваат нивните кооперанти и клиенти, компаниите САНО, Екошар и фармата Маранчо заедно набавија нова опрема за неколку млекарски фарми во Пелагонија. 3 нови парчиња опрема, миксер за сточна храна, ролобалирачка и бокс за кастрење на копита им помогнаа на фармите да го зголемат производството на млеко за преку 5% и да заработат дополнителни 50 до 100.000 денари годишно. Мене лично ме мотивираш како фармер да се приклучам во оваа иницијатива е тоа што мора да бидеш во чекор со времето, односно да се модернизираш за да добиеш поголем приход од кравите за што ги одгледуваме. Па конкретно за боксот се големи придобивките во однос на кравите и самиот млекопроизводител. Има многу проблеми со нозете, односно со бабците, со тоа што навремено ќе се решаваат проблемите на нозете, нема да се касни, кравата ќе биде во добра здравствена кондиција, ќе консумира поголема количина храна и нормално ќе даде поголема количина на млеко. Покрај фармите, оваа коинвестиција носи придобивки за 3 водечки компании кои донираа опрема. Новиот бокс ќе влијае многу, па негде може и 20% повеќе млеко од сегашно, кога папците се здрави кај кравите. Со новата фарма, значи со новиот слободен систем, мора да има такви услуги кај кравите, што се вели. Значи педикир, маникир, тоа е редовно. Ние као млекара секогаш ни било приоритет и ќе ни биде приоритет и во иднина да инвестираме во нашите наречени копартнери, фармери, бидејќи ние секогаш ни било приоритет да добиеме нешто поквалитетно. Од поквалитетно млеко се добива во база на инвестирање на нашите фармери кооперанти. Колку фармите се по-моќни и по-големи, значи толку може да асимилираат поголема концентрација, односно поголема количина на моја роба. САНО сака да расти секоја година од 15 до 20%. За тоа да се оствари, нормално треба САНО да храни секоја година 15 до 20% плюс животни. Или да освои 15 до 20% плюс фарми. Затоа САНО ја донираше оваа ТМР машина како на фармата, за да биде показна фарма. За да може наредните сточари кои што се заинтересирани да појдат и да го доживеат самото нешто, односно да се уверат дека и такви резултати со менаџмент, со исхрана и со самото здравје на животното, дека е возможно тоа и во наши услови. Како ова би придонесло за развој на приватниот сектор? Значи, тогаш САНО би продал уште 15 ТМР-и, тогаш некоја друга фирма би продала измузилиште, би се продале скрепери за џубрување, или би се продале крмни забрани. Значи, ние сме само еден прстен во целиот ланец на млечното говедарство. Ние денес произведуваме 50% млеко за сопствени потреби, а 50% увезуваме. Значи, ние имаме потенцијал да ја снабдиме Република Македонија со доволно млеко, ако Македонија во наредниот период има 200 модерни фарми со 70 до 80 грла да располага на фарма. За млечното говедарство е многу битно здравјето на кравата, репродукцијата и комфорт. Ако тие три работи ги средиме, тогаш
имаме над 8.000 литри производство на млеко и во Македонија.